Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема за вечерва: американски орел или руска мечка. Дали границите на Балканот на таа поделба помеѓу руска и американска зона на влијание се веќе нацртани или ќе бидат цртани во наредните неколку месеци? И сега, американски орел или руска мечка? Што очекувате? Сега тоа било субјективно од моја страна, меѓутоа лично мој став е дека руска мечка. Руска мечка? Да. Ја мислам дека Мирка Велиновска не требаше орден да земе од Путин. Требаше вас да ви закачате на орден. Апсолутно мислам. А јаки поплава сте да ви кажам прооку Людмила Путин без малку. 2001 бев директно сведок на сите настани кои што се случува, политиката која што беше спроведена, директните закани или односи кои што тоа можеби народот не можеше да го види, меѓутоа тие што бевме директно таму на Толку беше лошо 2001? Беше. Господине Величковски, само вие и Ѓорги Иванов во Брисел одите. Не ми се допаѓа компарацијата, но локацијата е точна. Добро, ќе ја појачаме компарацијата. Го заборев и Боцевски, тој оди во Брисел. Сега уште помалку ми се допаѓа компарацијата, но тоа е тоа. Дукче Ѓоргиевски велат Слави можел да биде еден технички пример. Славите вие или чекате Иван ден до година за нешто да прославите? Не гледам причина за славење, тие што ќе бидат технички министри, сега повеќе можам да ги жалам. Овите технички секретарки сега станат многу крупни појави на политичката сцена во Македонија. Хајде да не забораваме, техничката секретарка во Бугарија стане министерка за надворешни работи, така што не би ги јас толку пежоративно третирал тие технички особи. Не е прашањето на третман, туку е прашањето на проблемите. За жал, кога ги ставивме резервите од самиот почеток на Пржинскиот договор, некои мислеа дека кај нас е прашање на форма. За жал, проблемот е во суштината. Ама вие сте од кисела вода, затоа Пржинскиот договор не го сакате, знаете. Тоа се работи за локал патриотизам. Сите од кисела вода кон Пржин и кон Црниче гледаат со одреден анимозитет, веројатно. Ми се допаѓа вашиот хумор. Што ќе се случи ваму у Брисел? Ве тренират ли за рушење влади? Не, мислам дека треба да бидеме објективни во согледувањето на нештата. Меѓународната заедница во Македонија не се занимава со поставување или рушење влади. Воопшто сите странски партнери имаат потреба од политичка влада овде и од институции кои што ќе ги спроведуваат обврските кои што си ги имаме преземено како држава. Во Македонија има насилна фрустрација од однесување на меѓународната заедница, почнувајќи од проблемот со името, па 2001 година, вклучително до се она што се случува денес во рамки на Република Македонија и разрешницата на сегашната политичка криза. Тоа создаде многу плодна почва да се појави одредена путиноманија во рамки на Република Македонија, односно тој процес на путиноманија или не таква блиско со Русија никогаш досега не било толку карактеристично за македонското јавно мислење. Колку што можевме да слушнеме од медиумите, полни стек оброт. Пари од Сорос, малце Велика Британија, малце Швајцарија. Ако не направите некоја револуција во Македонија, ќе мора да рефундирате дел од средствата. Прво и основно, тие средства не се дадени за да се прават револуции. Тие се, колку и да звучи фразерски, меѓутоа тоа се средства кои се наменети за јакнење на граѓанската свест за слободни избори. Што подразбира јакнење на граѓанска свест? Да ги дочекаме странците ко хрватите што ги дочека германците 41 година со карамфили? Не, напротив, се работи за внатрешно јакнење на општеството, кое ние се обидуваме да ги убедиме граѓанките и граѓаните дека тие треба да застанат самите во одбрана на своето гласачко право. Сите проекти што ги работиме оваа година се токму насочени кон граѓанската култура во однос на изборите, во однос на изборните. Свесни сте за една силна фрустрација која постои во јавноста, посебно за таа улога на странците која влече корени, ајде да речеме можеби тој проблем со името, нели, една незаслужна позиција во која се наоѓаше Македонија, меѓутоа многу повеќе од 2001 по подосна 2004 година, па доаѓа странци, ни покажува на САД дека ќе ни истече времето, па учествува во разрешницата 2001 година и таа силна фрустрација е присутна кај македонците. Нов обид за некој акторирање на политичка гарнитура која по волја на странците би било фатално можеби за Република Македонија. Знаете што, во Република Македонија за помалку од 15 години ние имаме втора ситуација, втор пат кога странците се тие кои ни помагаат да се издигнеме од длабоката криза. Првата беше 2001 година, имате право за 2004, меѓутоа оваа година
2015 е означена како година во која меѓународниот фактор доаѓа да ни помогне да не се распаднеме тотално по сите шавови. 2001 влага во собрание, ги фрла компјутерите на Борис Трајковски. Се заканува дека ќе влезат во владата. 2015 година таа национална фрустрација е уште поизбликната. Се плашам дека ако некој влезе во таков процес, нас може да не се случи многу подраматично случување на народ, отколку што беше 2001 година. Не знам колку сте свесни Јас сум невладина организација. Потполно свесен за тоа и мислам дека имате право кога велите дека ние сме во ситуација во која навистина ерупцијата може да биде многу драматична. Да не кажам нешто како украинско сценарио. Тука правиме прва пауза за реклами за неколку минути, се враќаме назад со емисијата. Повелете, комшија. Повелете, комшија. Благодарам. Молам. Биокрил Актив од алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ. Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Do you feel like this? Do you really feel like this? Oh, I feel love right now. Can you feel like this? Can you really feel like this? Oh, 'cause I can. Zinajko German Lemonade. Пред 10 дена шаторите од Скопје Сорис му ги испрати на Мило Џукановиќ и се случија во Подгорица најголемите протести во историјата на денешна модерна Црна Гора. Всушност тие протести беа искористени за одредено анти-НАТО расположение во главниот град на Црна Гора, бидејќи за 2 месеци Црна Гора треба да стане членка на НАТО. Меѓутоа сите политички аналитичари сметаат дека тоа што се случи во Подгорица и во Црна Гора всушност е предвестие на тоа што може да се случи во Србија или да биде ставена на тапет или на тац на главата на Александар Вучич. Тоа што се случи во Црна Гора И може да биде... само да ви кажам, во Русија има доволно ресурси да може Путин да издржи на долги патеки. Има ресурси, има своји поддржувачи, има огромни пари, има поддржувачи од бизнисот, Има номенклатура. Номенклатура, КГБ, има цела една мафија, има организиран криминал кој веројатно досега длабоко и во европските земји, и затоа тој може убаво уште некое време да плови на тој брод. Не пореметен од ветрови и од луѓе, но ќе му се случи, затоа што во еден момент таквото владење мора да крахира. Знаете, нема поголем парадокс во една политичка кариера да бидете најголем противник на американците и денес во Србија да ве смета дека сте американски човек кој е пратен или е вратен од Хаг назад во Белград да го руши Александар Вучич кој е патриот во Србија. А видите колки су то идиоти. Значи, kad sam ja u Hagu, to je prirodno stanje. I što sam tamo 12 godina, trebalo još 12. Dakle, nikad me nije trebalo pustiti, jer kad god bi me pustili, oni bi rekli, Amerikanci ga namjerno pustili da ruše Vučića. Vidite koliko je to suludo, idiotski. Знаете што пеат албанците на Косово сега? Šta?
Она нели имавте една реклама за МБ пиво, светско а наше. Сега албанците за Косово велат српско а наше. И тоа ќе стане реално за време на Александар Вучич. Да. Видет ćemo to još. Никако ми трокират американците, гледате. Ова канвас не може ни на револуција да направи. Проба, кај нас проба, вамо, шатори кај Мило Џукановиќ, никако и митот за американците за канвас почна да се руши. Ни во Турција не успеа тај Ердоган да го направат со сите тие силни протести тамо што ги правеа. Ајде да гледаме на нештата да ги означуваме со вистинско име. Прво, дали треба да гледаме во тоа секојаш некаков вид на заговор против Македонија или заговор ваков или таков. Мислам дека ние имаме потреба да сметаме дека Македонија е центар на светот и заради тоа сите заговори се случувале против Македонија. Нема, еве да сме слеп од среба. Во денешни услови не мора да гледаме и така. Да сме слеп од среба. Тоа се прави. Бојко Борисов не падна бидејќи е листопадно дрво. Падна на пролече, се вели, не падна на есен. Тоа што му се случуваше на тај Ердоган не се случува поради еден парк исечен во центарот на Истанбул. На Мило Џукановиќ шаторите му се случуваат кога он има убедливо водство на сите можни анкети. Гледате Вучич и сите тие закани што беа за Вучич, па дури ослободување на Шешел, кој се сметаше дека е пуштен на Хаг за да може да изврши притисок врз Вучич да не оди во премногу руска насока. Тие се работи кои некој ги прави, знаете. Има една многу интересна анализа на мислам дека е Джеймс Лајон, кој што објавува во списанието Foreign Office. Тој со нашите или со вашите? Кој што вели дека проценува дека во услови кога не може фактички да воспостави свое влијание, Русија создават зони во кои што се создават ваков вид на ситуации како што беше во Црна Гора. Да не заборавиме дека Црна Гора во декември очекува покана за членство во НАТО. Не сте со Мило или за Мило? Не сакам повторно ќе кажам, нема да влегувам во лична квалификација на странски државници, заради тоа што за секој од нив имаме слушното многу и за, ама и против. Ако сте за Мило, ќе бите на Данчо Шутурков. На балконот на башни перицигри одма за Подгорица ќе пуштите од овде. Мислам дека за Мило одлучуваат црногорците сепак. По текот на војниот конфликт 2001 година Наталија Ивчева беше помошник министар за внатрешни работи, задолжена за таа меѓународна соработка, денес е политички аналитичар во ЦИА или во Центарот за истражување и стратешки анализи. Стано тензично на Балканот и многу велат дека всушност таа траса на тој руски кој требаше да се гради гасовод, а не се гради, што не значи дека нема да се гради во иднина, можеби да биде таа нова железна завеса која ќе ги определи тие зони на влијание помеѓу американците и помеѓу русите. Па видете, и целата борба малтене и сите овие случувања што се случуваат и моментално сега, а и што започна на Балканот, па и кај нас, токму почна тој гасовод, како сакате речете го, дали тоа е јужен тек, дали тоа е турски тек, воопшто не е ни важно. Само што се стави, мислам чисто е од наша гледна точка, само што се стави подписот на цевките за гасоводот на јужен тек тогашен, одма после тоа веќе имавме кај нас бомбите назад. Да не теоретизираме, чисто да прашам, пошто багери, камиони, трактори се спомнуваат, вие само А, Б или имате и С и Д возачка дозвола? Јас имам само А и Б. Трактор, нешто, багер, камион, сканија, знаете да возите? Не, ама знаете како е во Македонија, гледаме дека сите знаат можеби и ракета да возат, ама не пробале до сега. И што ќе се случува во Македонија, ќе се влезе ли во некој процес на едно сериозно рекомпонирање, Балканот врие, гледате што му се случува на Мило, што ќе се случува во Македонија? Ние сме во процес на тековно живење на тоа едно рекомпонирање на политичката сцена. За да можеме да ја разбереме таа руска стратегија, треба да нијансираме две варијанти или две ситуации. Како прво, русите воопшто немат никаков проблем земјите кои се во сферата на нивно влијание да станат членки на Европската унија. Напротив, дури тоа го стимулираат. Меѓутоа имаат проблем тие земји да станат членки на НАТО, односно да се овозможи НАТО да стигне до границите на самата Русија или до границите кои се зона или сфера на руско влијание. На самитот во Букуреш 2008 година Македонија не стана членка на НАТО, меѓутоа освен Македонија надвор од НАТО портите
стана и Грузија и Украина, бидејќи американците има стратегија токму Грузија и Украина на брзи шини и на еден многу брз начин да станат членки на НАТО, силите на НАТО структурите. Гледате што се случи во Грузија, а гледате што се случи во Украина. Прашањето кај ќе се движат македонските реалности, бидејќи тоа што се случи пред пола година во Куманово, можеби навестуваше една можна бурна разврска на територијата на Република Македонија во тој однос помеѓу Америка и Русија. И сега имаме ситуација во која едноставно во Македонија не може никако да се мрдне од мртва точка. Односно од амбисот во кој се чини дека со вакви тешки формулации вие како да создавате амбиент да се случи вон институционално решавање на кризата со актуирирање нова влада, што е многу опасно. Гледате, лајт мотивот се става вака: Македонија и Белорусија. И нормално дека ќе заврши кога тој по мене исклучително опасна теза, бидејќи ви имате народ кој на еден или на друг начин гласал за една политичка партија. Тој народ се чувствува фрустриран, знаете. На кој начин гласал, тоа е работата. На кој начин? Тие избори, сега... како што слушнавте и вие сами, како што слушнаа уште толку многу луѓе во Македонија. И како што знаеме и од извештаите, и од реалноста во која ние секојдневно чекориме. Се извинувам. Имаме ситуација во која изборите се невалидни. Немаме бел лист хартија да ви дам сега во моментов и да ве натерам да напишете од 1 до 480.000. Вас ќе ви треба да напишете од 1 до 480.000, валда едно-две недели. 480.000 гласови биле за една политичка партија. Тоа не е мала бројка. 280 или 300 биле за друга политичка. Вие го занемарувате фактот дека изборите се украдени. Не. Дали и за Милошевиќ? Дали и за Милошевиќ во тој случај гласаа толку луѓе колку што гласаа? Одма ќе ви одговорам. Ако вие седнете и гледате што денес... Но тој истиот падна. Не, се извинувам. Ако гледате што денес се случува во Србија, денес убедливо на власт се партиите кои беа соборени на 5 октомври. Тоа се партијата на Милошевиќ и партијата на Шешел. Ние не зборуваме за партии. Не, ние не зборуваме за партии. Зборуваме за група на луѓе кои многу сериозно ја киднапирале и сопствената партија и државата. Раководствата на тие две партии, но гласачкото тело остана исто. Ми се плашам дека гласачкото тело кој стои за одредена политичка партија и да го сменат раководството, ќе остане пак за таа политичка партија. Тоа е мојата проценка, може да е грешна. Може и да е точна. Не зборуваме за тоа, зборуваме за криминал, за злоупотреби на власта, за киднапирање на државата. Јас тука би додал и киднапирање на сопствената партија, за да се киднапираат сите останати делови од општеството и државата. Во таа смисла ние имаме ситуација во која тие што гласаат за одредена политичка партија, можеби и не знаат дека гласаат всушност не за партијата која симпатизираат или ја поддржуваат, туку за група која го киднапирала и тоа и тој дел, која е политичката партија која тие ја сакаат. Све да сте управо, да прифатам дека све сте управо. Зар не го понижувате народот? Гласачкото тело. 10 години... Во ниеден момент не го почитувам народот, ниту гласачкото тело. Напротив, го слушаме многу внимателно. 10 години се едни луѓе на власт во Република Македонија. Оправдано или неоправдано. Може во овие 10 години јас не сум гласал ниту една за нив. Не е ни битно. Може во овие 10 години сум ставал неважечки ливчиња. Може во овие 10 години апсолутно немам ни 1% потреба нешто да ги пофалам, како што не сум ги пофалил во овие 10 години. Но ми се чини дека е погрешна стратегијата да омаловажувате нечи успех, бидејќи тој не е паднат од небо, предпоставам. Има некоја потпора во јавноста. Ако се смени можеби вокабуларот, ако се смени стратегијата, можеби таа гарнитура многу побрзо ќе заминеше во историјата. Не знам во кој момент мислите дека ние сме го омаловажили како организација. Киднапирале партија, киднапирале народ, киднапирале гласачко право. За тоа постојат факти. Тоа се тешки квалификации. За тоа постојат факти и тие факти се извлечени токму од материјали на прислушување кое самите го спровеле. И за тоа постојат непобитни ако киднапирале нешто, треба да бидат елиминирани киднаперите. Барем во она сфера во јавноста во која се внимава на тоа какви вредности се почитуваат, со какви практики се занимавале токму оние луѓе кои требало да работат во полза на сите граѓанки и граѓани. Во ред, цивил се залага за цивилно општество. Во цивилно општество каде завршуваат киднапери? И што се прави со киднапери? Завршуваат
таму каде што им е местото. Па вие те повикувате на непочитување на избор на волја на гласачи. Тие што победиле со избор на волја на гласачи, сметате дека треба да бидат затворени. Сите што се огрешиле од законот треба да излезат пред суд. Тоа е барање за меѓународна интервенција, што е многу опасно. Тоа е не бараме никаква меѓународна интервенција, напротив сметаме дека меѓународната интервенција треба да се ограничи на посредување, помош експертска, медиаторска, таква каква што имаме. Како функционира меѓународна заедница кога ќе дозволите? Кога ќе дозволите, ви влегува со нога во врата. Че доаѓа и со нога во врата. Да, исто точно дефинирани ставови, не ве слуша воопшто, дали вие сте министер, дали сте премиер. Апсолутно не ги интересира вашите ставови. Едноставно не ве гледа, вие можете да се изборите и 2 сата, апсолутно не ве гледаат, едноставно ви ги диригираат, односно ви кажува, извинете, ние сме дојдени да ви кажеме тоа и тоа дека треба да го реализирате. Пријатно. Друго не ви интересира. И вие сте ко-презентер на вести. Да, излегувате и го спроведувате. А доколку и секогаш, значи без разлика дали тоа бил Пердиу, дали бил Питер Фейт, дали бил било кој од нив, кој што нели имавме повеќе тука. Сите вежба. Сите вежба, да, на нас бевме тогаш апсолутно тренинг центар за од било кој аспект од сите. Дали говорно на територија на цела Македонија. Да. Последните 3 години Бугарија беше првата борбена линија на таа конфронтација помеѓу Америка и НАТО од една страна и Русија од друга страна. Тоа предизвика брзи и драматични паѓања на последните 2 или 3 бугарски влади. На тој начин беше соборена на Софиските улици и владата на Бојко Борисов. Големи протести против вас. Тоа беше еден конгломерат, еден композит на структури кои се доста чудни. Например, имаше многу пари во тие протести фрлено. Значи се гледаше дека има многу пари. На тие протести се гледа луѓе блиски до Алексеј Петров. Имаше хулигани од фудбалските екипи. Значи имаше интерес на одредена олигархија, можеби странска олигархија, која имаше голем интерес да ги има под контрола и нуклеарките во Бугарија, и оние траси за газ, и траси за нафта и така натаму. Разбира се, ние многу интереси на практика нарушихме. Милиарди са се крали од јадрената енергетика. Ние го спряхме този проект. Спряхме Бургас Александрополос. Дадохме на концесија проучването и добив на газ и нефт в Черно море на најголемиот европейски консорциум, изграден од ОМВ, Тотал и Рапсол. Австрийци, французи и испанци. Премахнахме посредниците за доставка на газ. По 200 милиона на година губят од това. Директно и намалих цената на газа с 20%. Па тогаш не треба да се чудите зашо ве симна од власт. Как да не се чуда? Тие луѓе имаат интерес да ве симнат. Разбира се. Од пред 2 недели во Сирија, Русија се врати на голема врата во светската политика. Некаде пред пола година, русите со своја база влегува во срцето на Европската унија, односно имаат своја база на територијата на Кипар, која е само 1 километар оддалечена од најголемата британска база во Медитеранот. По тоа прашање на исламскиот радикализам и на проектот Голема Албанија, македонското јавно мислење секогаш е многу поблиско до Русија отколку до Америка. Читав една анализа некаде пред 15 дена и вела дека некаде во периодот од Хирошима и Нагасаки, па се тамо до 50-51 година, кога русите активираат својата атомска бомба, постои еден благ дисбаланс во светот, кај што предноста стратешка војна е на страна на американците. Тоа што сега го манифестира русите во Сирија, покажува дека тој дисбаланс во корист на американците, кој беше до војната во Сирија, сега на некој начин се неутрализира, бидејќи они манифестира едно силно вооружување на модерна техника од Касписко море. 1500 километри можат ракети да погодат било која саката точка во Сирија. Ако не се лажам, со 20 сантиметри маргина на грешка. Маргина на грешка. Тоа веќе покажува едно, ајде да речеме, балансирање во рамки на таа голема светска политика. Ќе се одрази ли тоа во Македонија? Ќе се одрази ако Македонија не го следи својот стратешки пристап на членство во како будистички свештеник да ми кажете, значи не директно членство во НАТО. Значи нет на Русија по вас и јес на американците. Тоа се прашање, значи дефиницијата на овој регион е направено уште во раните 2000-ти години. И тоа што ние не сакаме да сватиме дека тие две големи политички сили си имаат своји долгорочни стратегии. Членството на Македонија во НАТО не беше спорно за ниту една од страните, додека не се јави домашната сила
предводена од ВМРО ДПМН, која што сакаше поинаку да ги вклопи коцките. Сакате да кажете Цвета е таксана уште пред 15 години, а некој сака да ја одолговлечи свадбата? Да. Македонската јавност денес многу тешко ќе прифати октрирање на одредена политичка влада, која ќе биде спротивна од волјата на македонските гласачи. Тоа се случи 2001 година и тој изблик на фрустрација и незадоволство после тие настани во Рачиново, се плашам дека ќе бидат само мачки на кашлица во однос на тоа што може да се случи ако меѓународната заедница денес влезе во процес на октрирање на нова политичка гарнитура која ќе биде спротивна на волјата на македонските гласачи. Вие 2001 година бевте во Министерството за внатрешни работи, бевте помошник министар за меѓународна соработка. Личи ли ова 2015 на 2001 година? Личи. Во што, например, личи? Во кој дел личи? Затоа што 2001 година истите постапки, истите актери, истите начини на кои што се направи кризата, истото сценарио се спроведува и 2001 и имаше обид за спроведување сега во 2015. Ако ова нешто личи на 2001 година, ако тогаш беше Али Ахмети, кој е сега Али Ахмети? Зоран Заев. Зоран Заев. Да. Тогаш имавме, значи 2001 имавме униформирани терористи, а сега имаме терористи во кравати. Ова е малце тешко тврдење, да не му се извинувате пак за хациендата. Јас не сум се извинувала за хациендата. Никогаш не се извинувала. Никогаш. Значи, ако Зоран Заев и Али Ахмети, тогаш не би требало да е Заев туку, например, за коли. Каде ги поистоветувам Зоран Заев и Али Ахмети? Али Ахмети го донесоа затоа што во Македонија тогаш се остави простор со Танушевци, се виде дека Македонија не е подготвена да врати, односно да се одбрани. Се чувствуваше тогаш, вие бевте во Министерството за видете, ние имавме информации. Значи не се чувствуваше. Ние имавме информации што се подготвува, како се подготвува, за се комплетно, оперативни информации. И не се направи. И зошто не се изреагира, тоа веќе треба некој друг да даде одговор. И го донесоа Али Ахмети? Го донесоа затоа што Али Ахмети Македонија не знаеше никаде се наоѓа. Го дотера, го ставија, го ставија и тој дојде на преговарачка маса да седне за наводно да биде представник на борците за човекови права. Сега го имаме Зоран Заев, кој што исто така за да дојде и да биде во власта, тука веќе не е битен народот, не е битна државата. Зоран Заев сега дојде за да се бори као наводно борец за демократија. Значи имаме борци за човекови права и борец за демократија во Македонија. Гледате, тогаш Али Ахмети го измие, го дотера, го направија, му дадоа книга во рака. Ја мислам дека последната книга беше Колибата на Чичо Томшо, има читано. Веројатно, 30 години претходно, не знам, во Зајаз во неко основно училиште и стана голем играч на политичката сцена. Има ли амбиент во Македонија да имаме една октрирана гарнитура на власт, бидејќи знаете сепак поминати се 15 години. Тие млади деца кои беа адолесценти таа 2001 година, веќе се во своја возраст 25 до 30 години, стануваат опинион мејкери. Таа една генерација која била, да речеме, генерација на свој 15-20 години во време кога Грција не ги става тие ембарга, сега на свој 40 години, значи се во најзрелите години на таа политичка, бизнис и секаква друга кариера. Сменете на некој начин Македонија, има ли амбиент да се октрира одредена влада? Точно тоа сакав да посочам. Иако ние сега имаме обиди за спроведување на сценарио кое што наликува на 2001, сепак тука сите тие што сакале инволвирани страни, што се инволвираните страни во тоа сценарио и тоа повторување на 2001, сепак тие заборавиле на еден момент, дека е поминато многу време, дека Македонија се развила во меѓувреме, дека имаме поголем достап на информациите од страна на граѓаните, односно и на граѓаните, и дека тука преовладува колективната меморија од 2001 која што за жал не е поништена. Со кого ќе бидеме ние? Со партизаните или со германците? Американците сега се во последната година од мандатот на Обама. Значи во таков еден лимбо период гласот на председателот многу не се слуша, меѓутоа се слуша гласот на они втор, трет, четврти ешелон, кои разни разузнавачи, амбасадорчиња, разни, ајде да речем, дипломати во тоа пониско ниво на естаблишментот, почнува да си дават преголема важност. Од друга страна, со Сирија, Русија се враќа на голема врата, гледате како почнува
повторно Путин да се прави една путиноманија во рамки на Република Македонија и се ние со кога ќе сме со партизаните или со германците? Ние ќе бидеме, ако сакаме истински да градиме политика, ние ќе бидеме со шумарот. Кој што на крај доаѓа им кажува на тие кои што го освајале брдото горе и доле, дечки доста ви е сега играње, овдека доаѓа шумарот на сцена. Да бидам попрецизен сега, бидејќи станува збор за една многу интересна состојба која што се ја засега Македонија како дел од регионот, значи некаде од Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора, Македонија, Косово, Албанија и така натаму, значи до Грција. Знаете што ме плаши ако кажавте со шумарот? Никој погрешно да не свати да смета дека Жарко Караджовски од шумското стопанство е главен у Македонија. Па да почнат на Жарко Караджовски телефони да му вртат таму и да барат разни услуги, министри да ги прави, не знам, премиери да ги прави председатели на држава. Така да ќе ве молам да го дефинирате ова шумарот малце попрецизно, бидејќи луѓето можат погрешно да разберат за кој шумар мислите. Па еве вака, номиналната путиноманија и овој тивок продор на еден панславизам како политичка метафора овде, кој што директно го застапува власта, станува збор за една многу интересен феномен, кој што се обидува особено кај македонците, да предизвика и емотивен дел, не само прагматичен. И затоа веројатно доаѓаме до точката во која што ќе се расчистат улогите на многу политичари и многу политички Вие сте против структури. Путин? Не станува збор за дали сум против Путин или не, туку за пробојот на така наречениот путинизам што го дефинирате. Ако сте против Путин, немојте со некој манекенка навечер да шетате, гледате Немцов како заврши во Русија. Да ги оставиме имињата на големите светски државници. Но кога зборувавте за американската дипломатија, да не заборавиме, ниту еден сериозен македонски политичар не сме да заборави дека дипломатијата во Америка или стратешките правци не се правци на еден американски председател, туку се правци што американската држава ги креира и тие се многу подолгорочни од што во Македонија се доживува политиката. Ама уборе како јас. Вие и Љупчо така на технички пример ми личите. Машна тука, па значка, па ова, па она. Јас апсолутно, немам зашто да се срамам од сопствената партија. Да. Вие Љупчо тука веќе шампанското го лаите таму, сикате тука сега е саат, сега е време, сега ако не Имало сум слушал многу шпекулации поврзани со моето име, но драго ми е што сметате дека сум еден од луѓето кои што сериозно се занимаваат со политика во Македонија. Да, Лиција последните 10 години реди и мести влади на Балканот. Сите го спомнуваат името на Срđа Попович и на Канвас, го споменува неговото име во функција или во контекст на протестите кои се случија во рамки на Република Македонија. Пред 2 години имавме интервју со Срđа Попович и на прашањето дали е човек нација, видете самите како одговара. Која се подготвував за овој интервју и сега кога се распрашувам, бидејќи освен тоа што на интернет нели треба да знаеме кој е Срđа Попович, што е, како е, кој стои за него, и првата реченица беше тоа е човек нација. Значи е деклариран човек нација, значи чија стоела за него. Бил апсен во отпор, па Amnesty International успеа да го извади за 8 сати веднаш од кога го апсен во отпорот они први протести во Белград, подосна и во Нови Сад. Мора да е човек нација. Подосна дека американците стојат за вас. Мора да е Бетмен. Не дека имате кариера која американците ја спонзорираат и понатаму. Sad je to potpuno fascinantno. Znači ti imaš jedan režim koji je lepio te nalepnice, strani plaćenici, domaći izdajnici još 91. godine. Не платени, човек нација. Тоа е веќе формацијски, знаете. Значи не даве, него формацијски вие сте. Dobro, to je nalepnica koju izmislio Sloba jer nije hteo da prihvati istinu. Istina je bila da ljudi njega baš nisu voleli, da nisu baš svi hteli da ratuju u Hrvatskoj, da nisu baš svi bili oduševljeni njegovom politikom i onda je morao neko da objasni kako nisu to u stvari Srbi, nego je to sad neka CIA ili neko drugi izmislio. Добре, да не ви летам етикета кој Слобе, директно ќе прашам. Дали Слобе, па да. Дали сте човек нација? Наравно да. Има една историска ирационалност во таа блискост помеѓу Македонија и Русија, бидејќи во изминатите неколку века ниту еднаш во клучни историски моменти и периоди Русија не застанала на страна на Македонија. Тоа не е така ни во однос на црковното прашање, а не е така ни во однос на еднината тогашна на Пиринска Македонија. Колку што јас можам да сватам, вие велите, односно црквата прави следната конструкција. Како медијатор се јава Руската православна црква, правите гест на добра волја со барање за ослободување на Јован, како би можела Руската православна црква да биде медијатор во тој спор помеѓу Македонската и Српската православна црква. Се извинувам, ако русите влегуваат во војна во Украина, да го заштитат рускиот интерес во Украина,
Ако русите со години, да не речам со децени, не дозволуват украинска автокефална православна црква, тога зар ќе си дозволат и ќе застанат на страна на македонската црква да добие автокефалност и на тој начин русите си пукат сами во нога и ако Македонија добие автокефална црква, тоа ќе добие Украина. Зар сте толку наивни ко црква да сметате дека русите ќе бидат на наша страна, а не на страна на српската црква? Јас сакам само да појаснам дека не е ист случајот на македонската црква и состојбата на црквата македонска и во Македонија, православната црква велам, како со украинската црква. Имено во Украина станува збор за можеби поларизација 50 на 50 да се оние кои се декларирале како руси православни во однос на оние другите што се декларираат како украинци православни. Вела дека Тодор Живков многу се плашил од русите, иако бил нивни најверен најблизок сојузник. Има една верзија дека всушност се плашел бидејќи во времето на тоа затоплување на односите помеѓу Тито и Брежнев постојала опасност Брежнев да изврши притисок врз Тодор Живков токму Пиринска Македонија да биде вратена кон Југославија, односно кон Република Македонија. Това беше при Хрушчов. Уште во времето на Хрушчов, значи пред Брежнев. Тогава нали се заговори за 16-та република. Ще ви кажа истината, когато България не иска да я чуят, трябва да излезе някой ден по телевизията. Значи, Югославия е партньор на Русия по време на войната. Тя е голям съюзник. Значи след Източния фронт, след Западния фронт, третата информационна точка военна е Югославия. Титова Югославия задържа около 23 дивизии германски, които се бият в Югославия, на тая територия, които те ги задържат. Така, по това време един от големите маршали, генерали, след това маршал на Съветския съюз, е маршал Бирюзов, който работи много близко с Югославия, с Тито. Сега ще кажа неща, които никой не ги знае. Аз ги знам лично от Тодор Живков, ще ви кажа, защото и пред нашата телевизия, защото непрекъснато ни казват, че ние сме искали да предадем България да стане 16-та република. Така, след Втората световна война, Югославия взе позиция победител, ние сме победени. Както Гърция, победител, ние сме победени. Гърция иска територията до Пловдив, цялата Родопи, до Пловдив, и тук доближно, а Югославия Тито иска Пиринска Македония, Благоевград и Кюстендил, до там една зона, има една река. След смъртта на Сталин, отношенията до този момент са много влошени между Тито и между Сталин. Сталин прави около 7 опита да убие Тито. Опити за атентат. Два от опитите са с агенти негови, съветски агенти, които единият е на заместник, началник на службите за сигурност. И след като Сталин умира, всички действия срещу Тито отпадат, за да бъде убит. 7 опита за атентат му прави. Дори Тито му отговаря, след като някой от тях ги разстрелва, той ги хваща в службите за сигурност, които са съветска агентура, и му праща едно писмо, че той само един опит за атентат ще направи на Сталин и той ще бъде успешен. До такава степен, нали, просто съотношенията. Така. След което Хрушчов като влиза започва една политика на стоплени отношения с Югославия с Тито. Първото посещение зад граница на Хрушчов е в Белград с Тито и той започва топли отношения. Започва, защото Титова Югославия започва и между Запада и между Изтока. Тя с голям авторитет. Не само европейски, като започват и с тая политика на необвързаните страни, над 120 държави образуват тия движения на необвързаните страни, които начало е Тито. Тито става голям фактор. Не само европейски, а и международен, континентален и планетарен, бих казал. И някъде 58-9 година Бирюзов е началник щаб на съветската армия. Те са много близки до времето на войната. Со Тито. Моля? Со Тито. С Тито. И той поставя проблема, това, което Сталин не е разрешил като територия, сега Хрушчов, за да се стоплят отношенията, да направят една вътрешна автономия, самоопределение, която да премине към Югославия, към Македония, Пиринския край и Благоевград и Кюстендил. Благоевград и Кюстендил, да преминат към състава на Македония.
няколко хиляди квадратни километра. Като самоопределени, мирно, просто да се самоопределят като части от Македония, македонци и така нататък. Живков разбира тази работа и не може да я спре, защото кой ще се изправи срещу Хрущов в уния години? Съветски ще изправи първия спътник, гръмва първата водородна бомба, огромна сила, колониалната система се руши, Съветски с много голям авторитет. Края на 50-те и началото на 60-те години. Тя е от войната победител и е номер едно в света като политическа сила. И така че тая 16-та република е един блъф на Тодор Живков, за да накара Хрущов да спре с някакви териториални деления тук на България, защото Тито е бил много напорист чрез Бирюзов. Бирюзов е тогава началник на генералния щаб. Това е номер едно. На Съветската армия. На Съветската армия, но е много голям приятел на Тито. Те са значи, бойни. Много постоеше голема опасност. Тој дел на Бугарија, постоеше опасност за бугарите, тој дел на Бугарија, Благоевград, Кюстендил, Пиринска Македонија, че целата таа линија која почва некаде тамо од Ниш и завршува доле до грчката граница, да се припои кон Република Македонија. Към Република Македонија, така. И со таа, значи, стратегија Бугарија да стане 16-та советска да се република, запази таа територија. Тодор Живков успева да го спречи тој модел, таа стратегија да се приклучи тој дел кон Македонија, подоцна и во СФР Југославија. Да. Прво беше прашањето за Јужен поток кој ескалираше во Бугарија. Подоцна беше прашањето за турскиот тек кој ескалираше во Турција, во Грција, во Македонија, во Србија и во Унгарија. На крајот американците сватија дека рускиот природен газ има поголема борбена мок и поголемо влијание од сите руски авиони и руски тенкови земени заедно. Мене ми се чини дека тој економски правец е најсилен правец во водењето на руската политика и денес де факто Газпром има многу поголемо значење за водењето на руската политика во споредба со руските тенкови 44 и 45 година. Ви сте потpuno u pravu, samo nisam htjela da govorim o tenkovima i o dugoj ruke Moskve na Balkanu, međutim, vi ste potpuno u pravu. Дали тој турски тек кој беше најавен, па ставен на дакта, односно под мраз, кој може повторно да биде реобновен, може да биде таа нова железна завеса која треба да ја дели југоисточна Европа или Балканскиот полуостров на два дела, дел кој припаѓа на Русија и дел кој припаѓа на Америка. Ако дојде ново делење на картите, ако се оствари она теза дека можеби тој руски тек кој сега е во мирување, но утре може да се гради, се изгради и некаде поминува од Турција, Грција, Македонија горе до Маđarска и до Виена, и ако тој нов руски или турски тек биде таа нова железна завеса, што ќе биде Македонија во таа подела? Ќе биде Маđarска, ќе биде Италија или ќе биде неутрална како Австрија? Во мултиполарниот свет неутралноста за Македонија би била погубна. Значи ние немаме денеска биполарен, имаме мултиполарен свет. Тоа е прво. Второ, за мене нема дилема и нема алтернатива на евроатлантските и европските интеграции. Во таа смисла, ние имаме потреба од политичари и од политики кои што јасно ќе кажат Македонија каде се движи и заради тоа јас не се чини дека народот треба да каже. Народот ги избира политичарите. Ако народот тоа го каже на избори, ако гледаме дека на сите анкети народот смета дека не треба се менува името на државата, што е еклатантно, значи многу јасно се гледа од сите можни анкети, тогаш ние ќе влеземе во еден процес на едно српско сценарио, кај што народот гласа за одредена политичка гарнитура, таа ги прелажува, прави сосема обратно од тоа што има ветено во предизборната кампања и тоа сева фрустрација дополнителна кај народ. Може ли тоа народот да го издржува Македонија, бидејќи реално таа фрустрација? Ја спомнавте Србија, одлично прашање. Дали сметате дека пред 20 години беше можно само да излезе да каже било какво чепкање со Косово веќе ќе ги ограничува нашите интеграции? Тоа се случи пред недела дена во Србија. Да, се согласам со вас, меѓутоа свесно се кршеше крчмата, односно кичмата на српското општество. САНУ беше прва на удар, српската армија беше втора на удар, политика белградска беше трета на удар и се оно што представува, ајде да речеме синоним на српството, беше рушено, кршено и на некој начин девастирано во изминатите 20-25 години. Слично се случува и кај нас во Република Македонија. Гледате, со ова политичка криза точно судира на одредени институции. МАНУ пред неколку години, полиција, медиуми, одлични поенти, обвинителство, судство, све оно што значи се удри на митовите и во Србија. И Србија расчистуваше со своите митови. И расчисти. И се уште расчистува веројатно, но веќе направи еден влез во нова етапа. Истото ќе биде и во Македонија.
и ќе расчистиме со некои своји митови, ќе расчистиме со некои погрешни погледи на политиката и ќе си пристапиме кон одговорно креирање на сопствената политика врз основа на вредностите што викаме дека ги почитуваме. Има препознатлив разузнавачки ракопис. Значи гледате точно како се удара по одредени структури на државата. Малку МАНУ, па малку МВР, па малку медиуми, па малку не знам ова да се топи јавност, значи точно се препознава. Тоа можеме да го видиме у Србија, тоа можеме да го видиме сега у Црна Гора, тоа можеме да го видиме и во Бугарија. Се почнува од мали проблемчиња, па и у Грција, да речем многу слично со Грција, протестите тука за Мартин Нешковски, за Малиов Нешковски ескалира и 2011 и сега пред 6 месеци во брутална ескалација на насилство. Тоа е слично на Грција. Значи, ракописи може да се препознат во рамки на Република Македонија од разни страни. Значи, тоа вака сега, тоа се обиди за политичка дестабилизација. Точно. Сериозни обиди, како ви изгледа, сериозни или несериозни обиди? Тука не би кажала дека Македонија не функционира и дека ние имаме политичка криза. Не е политичка нестабилност, него е политичка криза. Ние немаме политичка криза. Затоа што дефиницијата на политичка криза е кога имате меѓународно наметнати фактори кои што се поставуваат над политичките, над законодавните институции во државата. Ако имаме предвид во сите овие барања кои што ги имаме сега, од страна испоставени на Зоран Заев, како човек кој што има ограничена деловна способност, па затоа има ментори од страна, тоа е се обиди за политичка криза. Да не се лажеме, почитувани гледачи. За македонците и за македонското јавно мислење во мнозинство УЧК е дете на американците и нација и се оно што се случува на Балканот и сите тие форми на албански национализам за македонското јавно мислење или за мнозинското македонско јавно мислење се стимулирани, се финансирани и се поддржувани од американската надворешна политика. Има една пикантност која вели дека всушност тоа НАТО бомбардирање на Косово, кое се случи пролета 99 година, требало да се случи половина година порано или претходно некаде септември, октомври 98 година и дека од одредени причини не биле подготвени, немале детални информации, немале добри карти, немале добри сугестии и така натаму, оперативни податоци, тоа бомбардирање е пролонгирано за 6 месеци подоцна. Дали се тоа точни податоци? Тачни су подаци. Они гледалци кои су и луѓи кои су упознати како се тоа десило, сетиче се детаља када е у Јунику Холбрук дошо и посетио терористичку организација. Тоа е 98 година, тоа е било септембра месеца. Тоа снимка где он со нима, со тројицом нима кои су били у Јунику, тоа е тај снимак. Таа снимка правите вие како војно разузнавање или самите албанци, не знам, припадниците на американските служби? Тоа су ми дошли до тих података, до тог снимака и знало се да е Холбрук дошо и да е дошо тамо, jer su njemu Albanci tvrdili da oni su vojno organizovani u toj meri da mogu da uz pomoć njihovu iz vazduha da mogu da odrade sve što je bilo zaplanirano. Kopnena znači? Da, vojna intervencija. Дека албанците се пешадиски спремни да поддрже дејство из авијација sa неба. Pošto je Holbruk u razgovoru sa Miloševićem rekao to da Albanci na prostoru Kosova i Metohije su toliko oružano ojačali da ne postoji mogućnost da snage bezbednosti Jugoslavije, tada Jugoslavije, mogu da im se suprostave, onda je kao probni događaj provere tog podatka izabrano mesto Kijev. To je na putu iz pravca Peći kad se ide prema Prištini, koje je navodno sa nekih 7 pojaseva odbrane najbolje utvrđeno. Onda su snage bezbednosti Jugoslavije, pre svega MUP-a, podržane vojskom, u akciji koja je trajala ne više od 3 sata, svih 7 pojaseve odbrane
probile i kad su dali do znanja Amerikancima da OVK, UČK, kako ih oni zovu, nisu u stanju da mogu bilo šta da urade na kopnenoj, na zemlji, onda su Amerikanci odustali od već planiranog napada iz vazduha koji je trebao da se desi u drugoj polovini септембра месец. Дали тие тешки поентирања кои се прават од делот на опозицијската јавност дека Македонија е мала Русија или Белорусија или дека ни се подготвува украинско сценарио се дел од политичкиот фолклор или можно политичко сценарио во рамки на Република Македонија? Ние имаме сеќавање на 2001 година, па имаме сеќавање на оној британски дипломат кој дојде во Скопје и ни покажуваше на саатот дека е времен или кој беше на територијална организација на Република Македонија или законот за територијална поделба, и тоа предизвика сериозни фрустрации кај македонските граѓани кои имаат, ајде да речеме, аверзија кон едно такво мешање на меѓународната заедница во домашните политички процеси. Значи, во нашето политичко делување како либерална партија јасно сме кажувале дека евроатлантските и европските интеграции се основен правец за кој што ние се залагаме и каде што ја гледаме Македонија. Добро, се извинувам, не ви е помалку мачно кога гледате кој све за европска интеграција Македонија се залага, тоа да го потенцирате? Напротив, се гледа кој вистински стои за европски и евроатлантски интеграции. Најголемите бараби денес у Македонија, најголемите криминалци, луѓе кои не знам поминале во тој криминален дел сито и решето политиката или во животот, сега се големи борци за европски стандарди. Што не значи дека ќе останат долго време во политичка можност тоа да го прават. Гледате, ако нас не закачат етикета, ние не сме руси, туку сме белоруси, тогаш нели треба да имаме одредена разврска како што треба да има во Белорусија. Изолирани ли или можно преку одредени политички конјунктури, меѓународна поддршка да дојде одредена промена на власта. Не по волја можеби на македонскиот народ и на електоратот, ќе покажат изборите го се случат на 24-ти. Да, тоа е закана. Според мене тоа е закана. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледите и рекламите и се враќаме да одјавиме емисијата. Повелете, комшија. Повелете, комшија. Благодарам. Молам. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен. За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Do you feel like this? Do you really feel like this? Oh, I feel love right now. Can you feel like this? Can you really feel like this? Oh, 'cause I can. Zinajko German Lemonade. Ова беше емисијата во Центар сум Васко Ефто, почитувани гледачи. Вие вечерва можете да проследите нашето досие на тема руска мечка или американски орел, дали наново ќе бидат цртани тие зони на влијание помеѓу Америка и помеѓу Русија на Балкан. Ние се гледаме идниот понеделник во истото ова време. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.
Thank